Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски, но Ивица ова утро отсуствува затоа што не смеам да кажам зашто тоа Chatham House Rules имаме. Не знам како изгледа тоа. Мој гостин ова утро е Владимир Ѓорчев, познатиот политичар во Македонија, функционер на ВМРО-ДПМН, член на извршниот комитет на партијата, претходно долгогодишен пратеник. Колку време веќе не си пратеник? Па 4 години. Да. 3-4 ствари. Луѓе уште мислат дека се пратеник. Па добро. Дали претходно многу впечаток имаш оставено ли? Навикнале, па да. Океј, долго време бев, се надевам и мислам дека функцијата извршував добро, со интегритет, без грешки во чекори, без големи офсайди, така што, мислам дека е тоа едно добро убаво поглавје и повеќе пати избран. Значи избран 5 пати, секогаш победени избори, легитимиран од луѓе и од народ. Не е лошо. Владко, знаеш, сега ќе направиме една споредба со времето ти кога беше пратеник. Дали секогаш имало инциденти кај нас во собраниот кога постои, некогаш помалку, некогаш повеќе. Но вака по пристојност, кое собрание побаво изгледаше? Тоа тие 4-5 собранија во кои ти членуваш или ова сега? Еве баш ги гледавме минатата недела оние слики од двајцата пратеници од левица кои буквално го крше инвентарот, ничим изазвани, без некоја посебна причина, до ден денес не објаснуваат што е причината и така натаму. Парламентот како институција сам по себе си е место каде што се мислењата прилично спротиставени, но идејата на парламентаризмот е тие несогласувања во општеството, во државата, мирно да се разрешуваат, да се гласа, да се има диалог и да се направи нешто добро за општеството, граѓаните и народот. Знам дека има одреден сегмент кај нашето население, кај народот, кај луѓето кои што велат леле, дајде да се степаат, чекај, треба да има ваква или таква ситуација, малци воајерство, но земјите каде што има такви циркуси, како што гледавме минатава недела во парламентот, во тие земји нема многу аир. Значи, она што се случуваше минатата недела во собранието, со поведението на двајцата пратеници, тоа го има во земји како... Го имаше во Украина. Па тоа сакав да кажам. Значи, го имаше во Украина пред 10 години, го има во Грузија, го има во Албанија, го имаше во Косово пред некоја година и така. Значи, такво поведение е незамисливо во Германија, во Велика Британија, во Америка, во Канада, во сите оние земји каде што граѓаните на Македонија кога сакаат да се заминат од Македонија, за жал, и кога сакаат да отидат во уредена држава, одат во земји во кои што нема тепачки во собранието. Значи, земјите каде што идат македонските граѓани, тоа се Шведска, Луксембург, не знам, Данска, Австралија, Бенелукс, такви работи не се случуваат. Така што мислам дека колку и да предизвикува тоа кликбајтови, леле колку интересно, види го видеото, види што се случи, ова е вирално, види што му кажа, генерално таквите екзибиции, таквите циркуси оставаат држави кои што едноставно не се средени, каде што луѓето претежно не живеат добро. Ѓорчев, да се вратиме на како да речем поважните теми. Да. Ова тема е, знаеш, сега им текнало на двајца да прават проблеми и се не може да ги збориме цела недела, мислам. Не, но треба да се обрне внимание на самата состојба како на еден начин на функционирање. Прашањето ми е во однос на самото ниво на политичка култура во земја. Ние се чини не успеавме во изминатите 30 години да изградиме култура на коегзистенција. Да прифатиме дека мора да постои опозиција, да прифатиме дека понекогаш треба да се соочиме со неа,
еве, Димитар Ковачевски уште малку 2 години ќе биде лидер на СДСМ. Немал никакво јавно соочување со лидерот на опозицијата. А и што немал со лидерот на опозицијата? Не се соочил нешто многу ни на тие пратенички прашања и така натаму. Ќе земеме за пример Британија, каде што еднаш неделно во собрание имаме соочување на лидерот на опозицијата со премиерот. Сега се тоа Кир Стајмер и Риши Сунак. Скоро присуствував во живо на еден таков настан. Зошто ние не успеавме да изградиме таква култура на демократичност? Тука забелешката оди кон ВМРО ДПМН. И во ваше време Никола Груевски беше познат по бегање од пратенички прашања, неизлегување на дуели, ниту со Бранко Црвенковски, а потоа и со Зоран Заев претходно, ако не се лажам, и со Владо Бучковски немаа нешто многу дуели. Зошто? Јас имав еден добар дел со Владо Бучковски во светла точка 2006 година, 2 месеци пред избори. И тоа е едно од најгледаните, можеби и најгледана ТВ дебата во историјата на Македонија. Тоа беше кај Оливера Трајковска и тогаш беше Мендух Тачи, бев јас, беше Јагнула Куновска и Владо Бучковски како премиер. И навистина беше жестока, остра дебата. Мислам дека таа вечер ВМРО ДПМН доби 2 дополнителни пратеници за изборите 2006 да го победиме Владо Бучковски. Мислам дека ни требаат робусни дебати, затоа што во робусните дебати работите се вадат на чистина. Не мора тоа да биде на телевизија. Зошто не направиме еден собраниски институт каде што ние де факто ќе може да ги гледаме тие работи сите и ќе им биде должност, а не се прифатил, не прифатил, можел, не можел. Луѓе кои што имаат самодоверба, луѓе кои што владеат материјата не бегаат од тие дебати. И на крајот на кришата јавноста е врховен арбитар. Значи, пред малку ја спомнавте вие Велика Британија, тие тоа го прават буквално со децени. Секоја среда е дебатат и например има и на YouTube и на документарци, клипови од легендарни дебати. Значи без разлика дали тоа Маргарет Тачер, дали тоа биле дебатите помеѓу Тони Блер и Вилијам Хейг, дали тоа бил Хауард со некој лаборист или слично, или после тоа Гордон Браун кога дебатирал. Значи тоа биле навистина дебати каде што работите се вадат на чистина. И народот гледа од прилика колку е саат, гледа кој манипулира, гледа кој има јасна намера, добар план и кој едноставно сака да го води општеството напред. Така што генерално проблемот е, се вратиме на Македонија, проблемот е што Таче Ковачевски не е избран од никого. Народ не го гласа. Тој е буквално окториран, наместен, наметнат, донесен од Зоран Заев, кој што убедливо, жестоко ги изгуби локалните избори, едноставно немаше оправање, немаше лепење на работите. Таче Ковачевски се однесува ултра арогантно, затоа што не само што сега не е изгласан како премиер, туку тој никогаш во животот за ништо. Да не излегол на избори. За ништо не бил гласан и верификиран од народ. 15-20 пати бил на избори. 100 пати на избори, не само парламентарни, каде што сум бил носител на листи, каде што сум победувал и ги, не знам, ги имам, ги држам се уште сите рекорди на македонската демократија во број на гласови, во разлика на пратеници, туку дали тоа биле локални избори, дали биле вакви избори, председателски избори, кампањи и се останато. Значи, тоа е едноставно една дисциплина во која што треба да ги владееш работите и во која што народ треба да ти верува. Треба да отидеш кај луѓе, треба да имаш 2 кила кал на кондурите, треба да ги поздравиш тие луѓе, треба да ги погледнеш во очи тие луѓе. И кога ќе ги погледнеш во очи тие луѓе, едноставно добиваш обврска. Имаш одговорност према тие луѓе и не треба да ги измислиш. Утре тој ќе рече Владко беше овде, ни вети. Апсолутно. Не само тоа, значи туку го чувствуваш тежината на тоа ракување. Не дека ќе се исполнат секојаш сите ветувања. Секојаш има ветувања, секојаш, не знам, некои делови од програмата нема да се испорачаат, но 2, 3 или 4 години многу брзо ќе поминат.
И треба пак да чукнеш кај луѓето на врата. И едноставно луѓето препознаваат кои се оние кои што биле таму да протрчаат и кои се оние кои што колку толку со сите маани на вистина се грижат за нив. Така што моја желба, намера била секојаш да се грижам за македонскиот народ, за граѓаните, за луѓето кои што сум пошол и после тоа кога ќе отидеш после некој време повторно те гласат. Не е работата само еднаш да те гласат, чао, пријатно, се живо да се исполаже, туку и да имаш отчетност. Имаше сега една дебата скоро, дали да бидат изборите споени председателски со парламентарни или одвоени. Да. Јас си го поставам прашањето, мислам дека ВМРО-ДПМН е победи во таа дебата, но прашањето е што им менја право на СДСМ дали ќе бидат заедно или споедно и што им менја на ВМРО дали ќе бидат заедно или споедно. Зошто луѓето мислат дека добиваат нешто со споени или губат нешто со споени или со раздвоени избори. Од една единствена причина што барем кога гласаш за председател, гласаш за лик. А и кога гласаш за пратеници, гласаш за лик. За мене совршено нормално е да поддржиш, да речеме, председател од една партија и да заокружиш за пратеничка листа на другата партија, затоа што ќе речеш, чекај, овие луѓе може би мене подобро ќе ме представат, може би во нив ќе ги најдеш оние кои ќе те представат тебе. Зошто некако топтан ги гледаме работите, овој топтан термин е малце пазарџиски, ама така некако изгледа. Па добро е, кај нас премногу се води фастфуд политика, значи чекај која е темата на денот, која е кризата на неделата или која е актуелноста на месецот. Но во одговорна политика ние не треба само да размислуваме за наредните месец, 2, 3 или 5, евентуално наредните избори, ние мора да размислуваме за наредните 20 или 30 години. Светот галопира кон средината на 21. век. Че ние не сме веќе на почетокот на 21. век. За година дена од сега ќе помине 1/4 од 21. век, а за кратки 20 години ние ќе одиме дури, иако колку е да делува ова футуристички или некоја далечна футурологија, ние се движиме кон 22. век. Тоа делува премногу далечно, но многу брзо ќе поминат работите. Децата што ќе се родат, кои се раѓаат сега, ако им се погоди долговечност да имаат, како што имале дел од нашите баби дедовци, ќе го дочекаат и 22. век. Апсолутно ќе го дочекаат. Ако и некој ќе оди напред и медицината, значи има некој, значи ако е сега просечниот век 75, 77, 78 години, има некои нели физибилити студии и предвидувања со напредок на медицината и сето останато, животниот век ќе дојде до 110-120 години. Мислам дека нема да иде на 200-300 години, мислам дека е тоа прилично далеку, но нашиве деца очекувам, нели, дај Боже, се здрави и живи. Барем 100 да дочекаат. Да, доживеете 100, што беше било дугме. Ама и да не доживеат тие што се раѓаат сега со 80 години, вие влегувате во 22. век. Сакам да кажам дека Македонија мора да научи да се напреварува во овој 21. век. И ние мораме да размислуваме за наредните 10, 20, 30 или 40 години. Затоа што оној момент кога сме ние вшмукани во оние дневни политики, дневни лактања во ред, но некојаш ја губиме големата слика. А големата слика е дека работите во светот многу брзо се случуваат и ние мораме да бидеме подготвени. Затоа што, нели, како велат, деновите поминуваат полека, но годините поминуваат многу брзо. Тоа е нешто на линија она што го каже и Жарко Лагушевиќ, кој што почина минатата недела, вика година прожи, дан никако. Да, така што годините поминуваат брзо и мораме да се адаптираме на тоа. Значи не можеме да дозволиме на она на што Таче Ковачевски и вонредно неуспешниот Стево Пендаровски сакаат да не навикнат, а тоа е дека е нормално, дека е окей, дека ништо не е спорно во тоа Македонија да биде најлоша во се во Европа. Јас не прифаќам Македонија да биде најлоша во се.
во сите можни категории. Значи не сакам фудбалски кажано или спортски кажано да се помириме она што е во фудбал Гибралтар, што изгуби 14-0 пред недела ден, или она што е Сан Марино, или она што се Фарски острови, Македонија да биде во сите можни категории. Ама па ја не можам да дозволам да се радуваме на нерешено со Англија. Не може да се радуваме на нерешено. Треба да се радуваме на победа. Ние цело време се радуваме дена нерешено. Се радуваме што сме учествувале. Важно било да се учествува. Да. Пиер де Кубертен, значи, олимписко мото, да. А имаме родила многу мало земја сме, а имаме шампиони во кошарка, во ракомет, во многу скуп спортови, добро сме поминале. И треба тој победнички дух конечно да го негуваме, не се ние со нерешено се задоволува. Исто као ние сме задоволни што сме земја која почнала преговори, тоа што нема отворено ни едно поглавје. Да. Не е важно. Да. Ние сме задоволни што сме влегле во НАТО, а сме се запрашале ли што придонесуваме ние во тоа НАТО или чист товар сме му на НАТО. Мора да научи што сме најдобри ние во НАТО. Еве може немаме најголема на армија, немаме најнова технологија, но може да имаме па најспремни специјални единици, не знам. Треба и да се издвојуваме. Македонија мора да научи да победува. Македонија мора да научи да биде компетитивна. Македонија мора да се надпреварува со светот. Значи не може ние да бидеме просјаци, буквално просјаци, и за се. Дали се работи за армија, дали се работи за здравство, дали се работи за општини, како што со актуелна влада на Таче, Ковачевски и Пендаровски, каде што ние буквално просиме за се. Ние просиме за вакцини, па пола влада оди на Табановце која ќе дојде една кутија со вакцини. Минатата година која беше кризата со брашно и со зејтин, просевме за брашно и за зејтин. Просиме амбулантни возила веќе користени, просиме пожарникарски возила и така натаму и така натаму. Значи, во ред да се добие помош. Јас разбирам дека ние не сме меѓу најразвиените земји, но не може тој менталитет на просање да води оваа земја на. Па ние затоа сакаме значи ЕУ да не издржава, некеме во ЕУ да влеземе за да понудиме нешто на европскиот пазар, да и понудиме нешто на Европа. Ние сакаме да влеземе во Европа за Европа нас да ни дава фондови, да ни дава пари и ние ако може и уште помалку да работиме, подобро да живееме. Ама не функционира тоа баш така. Ама така ни го продаваат. Така ни го продаваат. Не, тоа е оној менталитет од кванташки пазар на Зоран Заев, каде што тој не знам, нели вели парите ќе течат и така натаму. Реалниот свет не функционира така. Значи, ние мора да научиме да се грижиме самите за себе. Ако оваа држава била, не знам, 1, 2, 3 или 5 години во независност, сега сме во независност веќе 33 години. И никој нема да го бере гајлето на Македонија ако сами не си го береме гајлето. Никој нема да се грижи за нас ако самите не се грижиме. Никој нешто нема да ни создаде ако самите не си направиме. Например, во Европа има примери на успешни држави и на неуспешни држави кои што почнале горе-доле од иста основа. 1991 година Естонија беше 10 пати полоша од Македонија. Естонија сега е со светлосни години пред Македонија. Не станува збор тука само за европските интеграции. И не е некоја голема, и не е ниту пак е богата со ресурси, помала е од Македонија. Ниту пак е богата со ресурси, нема ни нафта, ни рудни богатства, посебно ништо. Не, 1991 година ти излега од СССР во ситуација каде што таму да се купи млеко на прав треба бонови и се чекаше. И луѓе не можеа да патуваат во Европа и во светот, има жесток репресивен режим, не им беше лесно, града државата. Денес Естонија е бар веќе со Финска и Скандинавија. А Македонија од земји со кои што бевме светлосни години понапред, Молдавија, Бугарија, Словачка, ние сме далеко Романија, ако сакате. Косово, Албанија. Значи, денес Романија е многу напред пред нас. Кај нас некој кој ќе каже еј Романија, отидете во Букурешт, видете го стадиумот на развој, видете урбаната култура која има таму и ќе сватите дека
Скопје денес е едно големо село во споредба со Романија галопира кон $20,000 БДП по жител. Романија произведува автомобили, Романија има IT индустрија која што е вонредно успешна. За жал, изминативе 7 години ние не само што влеговме во просечност, ние станавме најнеуспешната држава во Европа. На нашите слушатели, сега ги слушам коментарите, им се допаѓа разговорот, особено што излеговме малку од дневно политичките рамки. Билјана, наша редовна слушателка, вели дека гледајќи го интервјуто и личи дека Владко Ѓорчев многу созрел политички и прашува на оваа тема како, вели, вие како политичка опција ќе ја третирате дигитализацијата во периодот што доаѓа? Убаво прашање. Еве, ќе продолжам ке Естонија, каде што спомнав, значи земја со 1,5 милиони жители. Моја идеја е и мислам дека треба баш во она, нели, адаптирање на 21 век и подготвување за 22 век, колку и да тоа делува далечно, е дека треба да воведеме, можеби или треба да размислиме за воведување на програмирање од прво оделение основна школа. Сега ова делува нешто како предалечно, но мислам дека треба да го направиме тоа. Кој го има тоа направено? Естонија пред 10 години. И во што е Естонија најдобра во европските и во НАТО и во други места? Во IT. Значи, тие се седиште на сајбер командата, тие се земја која што имаат огромен извоз на IT услуги со додадена вредност. Таму таму е направен Skype, еден куп програми се направени таму, ти имаат буквално милиардери во предприемаштво. Значи, исто имаат даночни ослободувања за IT секторот огромни. Апсолутно. И така што ние Македонија треба да ги развиваме индустриите кои што ги имаме сега, но ние треба да ги подготвуваме нашите деца, нашите млади да имаат што е можно поголеми плати. Затоа што кога се работи во Македонија не е исто дали ќе имаш 300, 400 или 500 евра плата или ќе имаш како што има во IT индустријата во Македонија луѓе кои што земаат државјанство, кои што имаат по 2000 евра плата. Или кога работат тие за мултинационални компании не е исто дали ќе земат, не знам, во странство ќе отидат некаде и ќе земат 1000 евра плата или ќе земат 5 или 10.000 евра плата. Така што ние мораме да бидеме компетитивни. Ако го воведеме тоа програмирање или кодинг од прво оделение, тогаш мислам дека ќе им направиме добра услуга на нашите млади, на нашите деца да бидат компетитивни целиот нивни живот. Така ќе имаат додадена вредност. Затоа што револуцијата која што се случува сега со вештачка интелигенција, мислам дека тоа ќе го обележи буквално 21 век. Значи, оно што се случуваше со интернетот 95-та година, која дојде во Македонија 96-та-97, тоа не беше привремен феномен, нели тогаш се појави Google, тогаш беше Yahoo, многу голема работа, Hotmail адреси се отвара и така натаму. Microsoft беше на некој начин во некој зародиш. Ние во Македонија го имавме Onnet МК кој после тоа е после 2000-те е Onnet. Да. Јас се сеќавам кога дете тоа беше, кога ставивме интернет, Onnet беше единствениот сајт, после излегува иди види кај на некој такви. Да, се останато, да. И еве сега гледам дека Македонија Onnet веќе не постои, а трендо од како го продаде Onnet го направи Offnet. Кој постои кој што е доста интересен, и добри наслови вадат и после имаат. Сакам да кажам дека она што се случуваше со интернетот во 90-тите години сега се случува со чиповите, сега се случува со вештачка интелигенција. Еве последниот недела дена, 10 дена во светот е актуелно OpenAI, Сем Алтман, бордот, оставката негова. Актуелна е Nvidia која што прави одлични чипови, актуелни се прашањата поврзани со вештачка интелигенција, Илон Маск го извади нели Grok и своја верзија на вештачката интелигенција, Chat GPT и така натаму. Значи, она што сакам да кажам е... Еве сега ќе кажам кај мене на универзитетот во Велика Британија, кога поднесуваме трудови, досега
имавме софтвер кој ги проверуваше за плагиаризам, Добро. а сега откако и чат GPT по барање на британската влада им го отстапи кодот, сега веќе се проверува дали во изработката на одреден труд, на одреден есеј, на одреден магистериум, докторат или дипломски труд, дали е користено AI да го пишува наместо тебе, така што таа злоупотреба веќе затоа што се злоупотребуваш. Да. Особено на запад каде што има хиперпродукција од студентите се бара да пишуваат многу, за разлика од кај нас каде што тестови решаваат. Сега веќе освен плагиаризам се проверува и дали се користи вештачка интелигенција. И доколку нешто ти е дадено од вештачка интелигенција како одговор, како став, како теза, ти мора да го цитираш чат GPT. И тоа е легитимно, значи Златев, знаете што, работата и поентата е дека ние мора да ги фатиме брзите и скорешни возови на идното време кое што доаѓа. Значи ние не смееме да повториме грешката која што направивме пред 100 години, не знам, во светот да почнат автомобили и камиони, а кај нас да чекаме 30 години да дојдат автомобили и камиони. Ние не може да повториме грешката, например, не знам, во светот почнуваат во 20-тите години, модел Т на Хенри Форд, а поголем број на автомобили во Македонија доаѓа 50-тите години. Значи ние мораме Исто многу пруга да чекаме 35 години. Ние останавме сега без железнички сообраќај во Македонија. 150 години сме вратили назад. Значи не мора ние да одиме многу далеку во минатото. Па ние во време на влада на ВМРО ДПМН имавме огромен број на линии во Македонија, нови возови. Сега дојдовме до тоа да во Македонија нема возови. А ако има возови од Скопје до Битола се патува 8 часа. Ние не може да се спремаме за 21. век, да нашиве деца со години, веќе 5, 6, 7 години немаат книги. Значи дојдовме од тоа, од компјутер за секое дете, каде што Македонија не така одамна. 2014-2015 година имаше повеќе компјутери по ученици и повеќе таблети и за професорите, односно наставниците, и за децата, одо што Јужна Кореја. Вие кога го почнавте тој проектот компјутер за секое дете, ја бев средно. Да. И кога ни донесо, ние бевме онака шокирани кога ни донесо, не беа тоа кој знае какви компјутери, беа со Linux. Да. Но функционира. Но беше нешто. Помогна, да. Помогна. Ако не друго, голем дел од оние кои немаат дома компјутери, тогаш уште немаше смартфони, Да. кои беа од посиромашни семејства, за прв пат, ако не друго, Facebook се отвори во школа преку тие компјутери сега. Продолжи ги користевме и така натаму. Сега не знам тоа, има ли сега компјутер за секој дете? Нема, сега нема учебник за секое дете. Значи сега имавме ситуација каде што минатава година учебна, во јуни деца уште нема учебници. Цела учебна година ја поминаа без учебници. Сега дојдовме да имаат во училиштава скрипти, фотокопии и се останато, внимавај, во 2023 година. Катастрофа, значи од земја која што правеше Македонија компјутер за секое дете, таблети, каде што имавме повеќе компјутери. Значи ова не е проверливо е. Повеќе компјутери по ученик од Германија, од Холандија, од Јужна Кореја, од Јапонија, дојдовме до тоа да сега немаме учебници. Значи таква е катастрофата во која што живееме и не можам да прифатам некој да ми каже дека чекај, Таче Ковачевски е фин човек или Стево Пендаровски е фин човек со озбилен лик и така отворено срце, а државата да ни е крш и фиаско на секое поле. Има одговорност. Одиме со кратка пауза за реклами, веќе пола час помина. Брзо летно времето, особено на вака интересни теми кога говориме. Се враќаме во вториот дел, се надевам со уште поинтересни теми. No. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер со нашиот гостин од ово утро, Владимир Ѓорчев од ВМРО ДПМН. Ѓорчев, ќе те злоупотреба малку и за надворешна политика да коментираме. Се колку што е технолошки светот напред со artificial intelligence, со чипови, со електрични автомобили, ние хаскаме, особено во последно. Например, во Лондон е забрането да се движите со автомобил кој не е електричен или хибриден во центарот на градот, односно можете, ама чини многу.
а со електричен е бесплатно. Но тоа на страна, но во исто време покрај технолошкиот раст на планетата, ние имаме ситуација да имаме огромни конфликти. Имаме на радиус од некои 2500 километри, 3000 километри од каде што сме ние, од Македонија, имаме два сериозни конфликти. Првиот е во Украина, вториот е во Израел, односно во појасот Газа, каде што во моментов има своевидна тотална војна. Како овие предизвици Македонија треба да ги гледа? Како треба да се прилагодува на овие услови? Кој треба да биде нашиот став? Каква надворешна политика треба да имаме? Дали е паметно во овој момент воопшто да таласаме или треба да се водиме од она на таткото на Трудо, кој кога беше канадски премиер, велеше ако нема вести за Канада во светските медиуми, значи сме супер. Дали може би тој пристап треба да го имаме малце, да исчезнеме, да не снема од глобалните текови, да не бидеме тема нигде. Македонија мора да се гледа себе си. Македонија мора да гледа своите интереси. Значи, кога слоновите се борат, најмногу страда тревата. Така што Македонија мора да се гледа себе си. Македонија мора да има урамнотежени ставови и Македонија треба да се позиционира себе си онака како што на Македонија одговара. Значи, светот е во некоја состојба во која што не беше пред 10 или 15 години, меѓународните односи се прилично заострени. И за жал Македонија недоволно ги користи своите потенцијали. Например, нас ни дојде да бидеме сега земја која што е претставач на ОПС. Во ОПС има 50 на земји. Јас долги години бев шеф на македонската парламентарна делегација во парламентарното собрание на ОПС. И значи сега што сме ние председавач, таму не е никаква заслуга на Македонија, туку по ротација, или секоја земја. Да, тоа овде не го прикажуваат дека поради тоа што Бујар Османи е многу способен. Не. Но не е важно. И да е така. Значи не може врвот или кршчендото или зенитот на македонското представање со ОПС да биде дека ќе се спискаат и потрошат 2 милиони евра за салата Борис Трајковски. За 2 дена. Со тие пари може да се направи нова сала. Значи, мислам дека е тоа скандал и мислам дека Македонија недоволно ги користи ваквите прилики да се позиционира себе си, да се стави себе си на мапата. Значи, имаме една влада која што е прилично неспособна, која што недоволно ги ползува предностите кои што ги имаме, можностите кои што ги имаме и недоволно го користиме македонското претседавање со ОПСЕ, каде што македонските граѓани плаќаат, каде што вонредно скапо за 2 дена се пренаменува сала за 2 милиони евра, за кој што може да се направи нова сала, што е скандалозно само по себе, да ги поставиме македонските прашања. Значи, секоја земја кога претседава со нешто, кога води нешто, сака да ги стави своите прашања на таблата и на дискусијата за големите земји. За жал, Бујар Османи, Паче Ковачевски и Стево Пендаровски со прст не мрдна да ги стават на големите маси тоа е, македонските прашања. Оваа блокада од Бугаје. Така тоа е македонскиот идентитет. Тоа се македонските малцинства во околните земји. Тоа се можноста да многу повеќе го користиш името Македонија. Ке речеш придавката северна е опциона и ке го користиш името Македонија да го навикнеш светот да зборува да бидеме искрени. Кога говориме за Бујар Османи, како што ги занемари македонските прашања, така не штедеше време и простор да речеме за Косово да лобира. Сосем спротивно. Имаше став за сите оние, нели, случувања на Косово, независно кој е во право, кој греши, не навлегувам во тоа. Не заземам страна за разлика од него. Таму имаше став Бујар Османи.
Бујар Османи е министер кој што е изгласан со гласовите на СДСМ. Нам ни треба министер кој што многу повеќе ќе се грижи за Македонија и за македонските интереси. Така што дуи е таа политичка партија која што е. Оној кој што им го дозволил тоа се Зоран Заев, Стево Пендаровски и Таче Ковачевски. Тоа треба да се промени. Значи Македонија многу повеќе треба себе си да се стави на мапата на светската политика. Не можеме ние да бидеме централна тема, јасно е тоа. Мала држава сме. Но сме доволно големи и имаме доволно капацитет да ги промовираме своите интереси. И тоа е првенствено задача на министрите и првенците во владата на Македонија. Само кратко ќе направам еден упат. За денеска најавени големи протести во Скопје пред собрание излегуваат вработените во судската и обвинителската администрација, Фондот за здравство и вработените кај Народниот правобранител. Барањата се повисоки плати, а револтот кај административците се појави откако пролетва за 78% се зголемија платите на функционерите по одлуката на Уставниот суд. Чашата ја прели буџетот за едната година, во која, како што велат, не се предвидени средства за зголемување на нивните примања. Поради најавените протести, МВР презема посебни мерки за обезбедување на редот, особено во периодот од 11 до 14:30 часот во централното подрачје на град Скопје ќе биде спроведен посебен сообраќаен режим. Мислам дека е прилично оправдан револтот кај граѓаните во јавноста за скандалозното зголемување од 78% на функционерските плати. Значи во ситуација каде што државата пука по сите шеови, каде што има сиромаштија, каде што инфлацијата галопира, Уставниот суд, а всушност тоа е СДСМ, че Уставниот суд тоа е еднакво на СДСМ, изголемува функционерските плати 78% на сите директори, министри и така натаму. Вчера го слушав Ковачевски, сега ќе ви го понудам еден негов аргумент со кој јас согласувам. Добро. Вели, претходно беше многу неправедна ситуацијата. Не може, вели, секретарка во како се вика, во АЕК, во Агенција за електронски комуникации, да има повисока плата од председателот на државата. А претходно таква беше позицијата. Златев, знаете што, не е прашањето дали треба сите и сакаат сите да имаат поголеми плати. Прашањето е дали тоа може државата да си го дозволи, дали даночните обврзници кои што го полнат тој буџет и кои што ги плаќаат тие ги плаќаат тие обврски, дали тоа може да го поднесат. Значи, дека на секој му треба поголема плата, му треба, но скандалозно и катастрофално е нечовечки тие себе да се ја зголема плата во 78%, а да велат, слушај, на пензионери ќе им зголемиме 5% или 10%, ќе ги зголемиме 5 или 10%, на стопанството да му ги зголемат давачките ужасно многу, каде што стопанството не може да преживе, и сето тоа во ситуација каде што во државата имаме масовен екзодус и селување каде што не се намалува даночната база. Значи, тоа беше директно интервенција на Уставниот суд, на СДСМ преку Уставниот суд, преку Кацарска и нејзините соработници. Кацарска е господјата која што заедно со Вилма Русковска осудија 30 луѓе на 300 години робија и око не им трепна. Значи ги пратија луѓето во Зандани, им ги уништија семејствата, ги искршија луѓето, им дадоа казни по 7, 8, 10, 15 години, и едноставно око не им трепна. Свирепо, драконски, без услуги, без чувство. Сега истата таа Кацарска, која што беше судија, која што ги осуди луѓето од 27 април на ужасни, свирепи, бездушни казни, сега таа 78% ги зголемува плативе на Таче Ковачевски, неговите министри и нивните директори. Во ситуација каде што Македонија има најлоша економија во Европа, најлоша економија на Балканот и најголема инфлација. Едноставно не оди. Значи, ние треба да ги зголемуваме платите, но не прво функционерските, туку платите кои што се помали, пензиите кои што се помали, и треба да имаме економија која што е
функционална. Значи економија која што ќе има инвестиции, движења, економски моментум, помали даноци, а не оваа ситуација која што имаме. Добро. Исто така важно прашање, вчера ја разрешија Вилма Русковска. Жената која ги и веќе не е нели јавен обвинител, но тоа доаѓа откако се изгледа на некој од функционерите им сгазна на нога. Па ја употребија, ја искористија и еве сега политички ја отфрлија. Но пошто таа ќе биде запаметена се две работи. Првото е свирепо, жестоко казнување на 30 луѓе и повеќе десетите деца на кои што татковците со години и со децени им се наробија. Значи, Кацарска и Русковска ќе останат на темните страни на македонската историја како жестоки и свирепи извршители на волјата на Зоран Заев за уништување на Македонија. И Кацарска и Русковска ќе еден ден ќе треба да одговорат на многу прашања. А она што СДСМ и ДУИ не може да го простат на Русковска е тоа што им влезе во некои нивни комбинации, им се замери и едноставно тие реагираа после тоа. Но мислам дека колку и да настапот на Русковска, која што не можеше со скрстени раце да го гледа очигледниот, жесток, катастрофален криминал кој што и се случува на Македонија изминативе години, тоа нема да ја амнестира од незината одговорност за 27 април и свирепо, бездушно казнување и измачување на повеќе десетици луѓе. Интересен став. Обично партиите сега би ја бранеле, би искористиле од... Па не, значи, не, Златев, знаете што? Да, Русковска влезе директно, отиде против неколку владени представници. И во ред, тоа е за поздравување, веројатно ќе отидеш и кон многу повеќе да не ја разреша. Но не може ние да ги гледаме работиве црно било и да речеме чекај од сега Русковска е херој, браво, напред. Подготвени затоа што уништи човечки живот. Подготвени сме да нема техничка влада, велат од вашата партија ова утро. ВМРО ДПМН е подготвено да нема техничка влада, само ДУИ со стотици скандали зад себе, да нема технички премиер. По нивното соопштение се вели од изградбата на коридорите до самитот на ОПСЕ не постои една работа во која се фатија кадри од ДУИ, а да не ја компрометирале. Која ќе се спомене криминал, корупција и малите деца мислат на ДУИ. Партијата која нема некомпрометиран функционер не може да биде партија која ќе даде премиер, па дури тоа да биде и за 100 дена. ДУИ 7 години се најлош репрезент на албанците, тие се репрезент само и само на своите лични интереси, а стотици албанци, исто како и македонци, на неделна основа ја напуштаат Македонија. Да, тоа е ставот на ВМРО ДПМН и Добивте ли нешто, па и предходно СДСМ, добили нешто некој од тие технички влади? Што си пред избори? Кој е фајдето од нив воопшто да ги имаме? Па мислам дека треба да се напушти тоа со техничка влада. Тоа беше наметнато и направено 2015-2016 година, кога Зоран Заев влезе во една операција на демонтирање на Македонија и уништување на Македонија, која што го гледаме сега. Значи, мислам дека тој институт на техничка влада треба да го напуштиме. Не знам сега дали нови избори, веројатно е доцна, дали нови избори се уште ќе имаме таа влада. Мислам дека апсолутно ДУИ не заслужува да има технички премиер и тоа е само една од многуте фактури кои што ги имаат и има Зоран Заев, Стево Пендаровски и Тача Ковачевски кон ДУИ. И нели врвот на сето тоа ќе биде и премиер од редовите на ДУИ, но истовремено таа техничка влада ќе може и ќе значи колку толку контрола од страна на ВМРО ДПМН со технички министри и со заменици министри на изборниот процес. Значи, треба да видиме наредниве
наредниве недели и месеци како ќе функционира таа техничка влада. Моje лично мислење е дека треба да одиме на премиер кој што ќе биде техничко лице, експерт, прифатлив за сите, надпартиски, тоа го имаат направено во повеќе држави, а после овие избори дефинитивно да се напушти таа техничка влада, треба да се вратиме во некоја нормала како што има во сите држави и чекор по чекор да ги елиминираме катастрофалните решенија кои што ни ги донесе Зоран Заев 2015, 16 и 17 година. Значи ние како Македонија треба да ги демонтираме политиките на Зоран Заев, Стева Пендаровски и Таче Ковачевски затоа што се штетни за македонската држава. Ѓурчев, не очекуваат парламентарни, веројатно и председателски избори заедно. Докаде е ВМРО ДПМН со изборот на кандидат за председател? Не сме слушнале. Има секакви спекулации во јавност, овој ќе биде, тој ќе биде, но кога ќе дознаеме со кого ќе истрчат? Па мислам дека изминативе неколку дена се кристализира вака некој тајминг кој што оди на линија на тоа да бидат споени председателските и парламентарните избори. Мислам дека е тоа рационално решение, подобро е за изборниот процес, подобро е за намалување на трошоците и подобро е за поголема излезност, затоа што добро е за државата, добро е за демократијата да има што поголема излезност и на парламентарните и на председателските избори. Нас не треба референдумско и плебисцитарно изјаснување на македонската јавност, македонските граѓани и македонските гласачи против оваа влада. Така што таа динамика на активности ќе биде утврдена наредниве недели и месеци, така што мислам дека некаде до февруари ќе ги имаме искристализирани овие процеси и овие имиња. Значи, изборите можеме да ги очекуваме и се оди кон тоа да бидат на 8 мај, да биде вториот круг, односно да бидат вториот круг на председателските избори, а првиот и единствен круг на парламентарните избори. Така што мислам дека од прилика работите ќе бидат појасни, поочигледни и поискристализирани во текот на февруари. Утре снег доаѓа во Македонија после подолго време, така предвидуваат метеоролозите. Сега читам малце, особено за деца, ова е голема радост. Ја едно здрави 5-6 години не сум видел така еден добар снег. Велат дека утре на пониските места ќе биде 5 до 10 сантими снегот. Сега не знам градот колку е подготвен за оваа работа. Ја зимски гуми имам, ама не знам Данела колку ќе го исчисти снегот. Претходно обично не изненадува дури кога е најавен снегот. Надвор од темата. Ѓурчев, дали утна ВМРО со изборот на надпартиски кадар за град Скопје и секогаш кога бирате надпартиски кадар, секогаш после имате огромни проблеми. Не ви оди некако со тоа зимање на луѓе од надвора, нешто фатално многу сте оптоварени некој да е надпартиски. Па мислам дека Коце Трајановски беше добар градоначалник на Скопје. Коце Трајановски беше човек кој што имаше добро, солидно и политичко искуство и партиско искуство и мислам дека добро ги извршуваше градоначалничките обврски. Така што еве во изминативе 20 на 30 години во Скопје сме виделе поголем број на градоначалници, но мислам дека Коце Трајановски е референца во делот на посветеност, работа, компетентност кога станува збор за функционирањето на градот. Мислам дека за следните избори, со сето она што се случуваше изминативе 2 години, мислам дека следниот градоначалник, ако е нели рано, следниот градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН треба да го бараме помеѓу актуелните градоначалници на скопските општини. Од редовите на ВМРО ДПМН. Значи мислам дека имаме добри градоначалници кои што имаат навистина добри проекти во многу тешки околности, каде што цела влада им виси на врат
каде што немаат никаква поддршка од централните институции. Мислам дека градоначалниците на Кисела вода, Аеродром, Газибаба, Бутел, Ѓорче Петров навистина добро си ја вршат работата и мислам дека било кој од нив навистина со искуството кое што го има, со работата која што има, може да биде добар градоначалник на Скопје. Така што мислам дека Скопје после наредните избори ќе биде во добри раце. Мислам дека ВМРО ДПМН има солидна предност во Скопје и очекувам победа во Скопје и во првата и во втората изборна единица. Победа на градоначалничките избори, реизбор на поголем број на овие градоначалници и едноставно Македонија да биде функционална држава. Значи да не се тресеме кога ќе падне снег, дали улиците ќе бидат исчистени, да не се тресеме на тоа дали ќе има тротоари или нема да има тротоари, да се вратиме на времињата каде што ќе бидеме навикнати секоја година да има нов булевар, каде што ќе бидеме навикнати на функционален градски превоз и каде што ќе бидеме навикнати да Македонија повторно победува. Значи Македонија да има подобри плати, пензии, функционално здравство, нови спортски сали, нови автопатишта, значи Македонија да не биде декласирана и во нокаут каде што ќе биде полоша од Косово, Албанија, Србија, Молдавија, туку напротив Македонија која што ќе биде европски или светски компетитивна. Не е тоа невозможно. Најавивте пред година-две дека во приватен сектор сте, Да. како оди работата се? Па добро, значи мислам дека човек треба да има искуство и во јавен и во реален сектор. Тоа е добро искуство, така што има што да се научи и тоа е еден предизвик кој што човек треба да го земе. Има споени избори по се изгледа, на кој од двете листи да ве очекуваме или да не ве очекуваме? Па да видиме, времето ќе покаже. Значи не знам што ќе биде, тоа се одлуки кои што треба и човек да ги донесе за себе, нормално натре во самата процедура во ВМРО ДПМН ќе биде секако запазена. Она што за мене е навистина важно. Не само за мене, важно е за Македонија. Мора оваа власт да се замине. Мора да се замине час поскоро. ВМРО ДПМН и огромното мнозинство на граѓани на Македонија кои што во моментов се незадоволни, кои што мислат дека Македонија оди во погрешна насока, кои што мислат дека Македонија може да оди подобро, треба да добијат шанса, треба да одиме кон 61 пратеник. Мислам дека се созреани условите за тоа. Значи, треба да имаме влада на Македонија, председател, парламент и локална самоуправа, кои што ќе бидат организирани, кои што едноставно заеднички, комплементарно ги придвижат работите напред. Затоа што не ни има останата многу време. Македонија се тенчи, Македонија се празни, Македонија има се помалку луѓе. Луѓето ни заменуваат, светот оди напред, технологијата се развива, а ова Македонија на Таче Ковачевски, Али Ахмети, Стево Пендаровски, Артен Груби, Зоран Заев и целата таа група автори е за жал една прилично неуспешна Ама држава. Зоран Заев некако го поврзува со ВМРО ДПМН медиите, дека ви помагал, дека работел за вас. Не, Зоран Заев го поразивме и Зоран Заев ќе биде запишан на темните страни, на најтемните страни на македонската историја, а на наредните избори треба да го демонтираме заевизмот. Како? Заевизмот живее преку Пендаревски и Таче Ковачевски, а со убедливото мнозинство на граѓани на Македонија, со љубов кон Македонија, треба да го демонтираме тој заевизм. А како ќе биде запишан Никола Груевски? Па, Никола Груевски е завршена епизода во ВМРО ДПМН, имаше можност да ја води и државата и партијата, така што мислам дека треба да почне да се пишува иднината во која што Христијан Мицкоски ќе биде премиер на државата, во кој што тој ќе ја предводи владата, ќе направи свој тим и каде што ќе може да го даде максимумот за Македонија. Значи треба да му се даде поддршка на Христијан Мицкоски, кој што ја наследи партијата и ВМРО ДПМН не во лесни услови, кој напротив во многу тешки.
каде што победи убедливо на локални избори, каде што сме сега во пол позиција за победа на сите избори кои што доаѓаат пред нас. Значи, Македонија мора да се консолидира, Македонија мора да застане на нозе и мислам дека Мицкоски како човек во кој што македонската јавност има најголема доверба е во добра можност да го направи сето тоа. Герчев, ви благодарам. Ви благодарам и на вас. На почитувани слушатели, заврши уште една недела на Радио Лидер. Во понеделник може со снег ќе дочекаме забелено еспресо со Златев и Боцевски, а може би само се шпекулации на метролозите. Ја одбирам да им верувам, затоа што убаво е да дојде малку и радоста во Македонија. Од овие сушни години не видовме некое големо пајде, ако веќе сме суеверни. Останете со 107,4, слушајте ја најубавата музика во градот и уживајте во мрачното и облачно време.